Оваа сабота на сцената на Македонската опера и балет се одржува годинишното издание на интернационалниот танцов надпревар Стејдж со главниот иницијатор и организатор на овој убав настан кој што ги сплотува преку танцот младите од регионот, Тамара Ѓурчиновска. Зборуваме за атмосферата во која што помина ова 7-мо издание на Стејдж. Пред се здраво и честитки за уште едно успешно реализирано издание на Стејдж. Ирина, ви благодарам што сум дел од вашата емисија. Навистина е огромна честа и задоволствата што токму преку вашиот програм ќе го пренесеме сето она што се случуваше оваа сабота во Македонската опера и балет, бидејќи Скопје го направивме центарот на Европа, центарот на Балканот, центарот на детската среќа, центарот на туризмот, на убавината и на културата, какви што ги носиме и ние како народ, и навистина сум пресрекна бидејќи бевме одлични домакини. Морам да ги отпоздравам и обичните луѓе кои што шетаат по улици, бидејќи тие ни се исто така најголемата реклама на нашата држава, дека странците по нивното заминување навистина не пофалија и не отпоздравија, пред се дека сме одлични домакини, перфектна организација, но јас сум многу горда на мојот народ што оставија на впечаток на добар, љубезен и гостопримлив народ. Сето тоа нас ќе не издигне веќе следната година да имаме надпревар кој што ќе опфати и повеќе денови и повеќе учесници. Значи не е само дека Тамара Ѓурчиновска е организатор на настанот, туку сите ние како нација, за кога се работи за деца, имаме големата одговорност пред се да ги пречекаме среќни, да ги направиме среќни додека престојуваат тука и да ги спратиме уште посреќни од нашата држава. Затоа и ми е драго што го водиме овој интервју како би допреле до целата јавност, да знаат кога утре ќе сретнат туристи на улица, да знаат дека тие туристи се дојдени во принцип за културата, по принцип на спортот и разни организации кои што јас и моите колеги ги создаваме за да градот живее, културата да живее, народот да живее, да се зголемуваат движењата и фреквенциите во нашиот град, бидејќи имаме капацитет и имаме што да понудиме. Колку учесници имаше годинава на Стејдж и од кои се земји учествуваат танчери? Оваа година броиме 12 држави, имаше над 1600 учесници. Тука како држави беа застапени Словенија, Словачка, Црна Гора, Србија, Хрватска, Русија, Турција, навистина ќе и Косово, Албанија, Бугарија, Грција. Навистина како најфасцинантна бројка беа гостите од Турција, бидејќи беа дојдени од 5 школи, со најфасцинантна бројка до сега, само они броја преку 400 придружители на ова танцување. На сцената младите танчери има можност да се покажат и да блеснат во повеќе различни категории на танци, затоа што Стејдж, и тоа е убавината на Стејдж како надпревар, нуди една широка палета во која што може да се пронајдат танчерите. Мене ми е пред се драго што оној дел во кој што јас сум стручна, тоа е класичниот балет, веќе од оваа година се дигна на многу високо ниво, вклучително во балетот спаѓаат сите перформинг артс изведби, тоа се современ танц, неокласика, модерен джез балет, музикален театар, шоу-денс, акробатика. Навистина конкуренцијата оваа година беше на едно многу високо ниво во целиот перформинг артс дел и ми е драго што успеавме да привлечеме доста силни екипи. Кога мислам на зборот силни, мислам на квалитетни студија кои што покажаа врвни и фасцинантни изведби. Верувам дека ќе може да им доловиме преку фотографиите и видеата на гледачите што точно зборувам, а би сакала следна година и како публика да ги привлечеме да дојдат и да погледнат, бидејќи самиот програм нуди 14 часа рамномерно играње на двете сцени во Македонската опера и балет, подеднакво и на малата и на големата сцена, а веќе следната година по ова 7-мо издание веќе очекуваме и ни се најавени 2 дена, двете сцени.
Тоа значи дека од година в година фестивалот, односно надпреварот, се повеќе растат и добиваат еден се посериозен карактер, а и не само надпреварот, туку и воопшто младите талентирани танчери и танчерки од нашава земја. Што за нив значи стејдж како настан, како интернационален надпревар и како тие се покажа на овогодинишното издание? Мене ми е многу драго што сето ова го твориме и го правиме на оваа сцена. Пред се Македонската опера и балет. Ја имаме, верувајте, јас патувам многу, сум во светот на танцот, вклучена во сите семинари, изведби, надпревари меѓународни, европски, светски. Сцена каква што има Македонската опера и балет нема. Мене ми е многу драго што се случува токму во тој објект, што традиционално 7 година поред го правиме тоа и ќе продолжиме во следните години, бидејќи токму типот и сценариото според кое сето ова подготвено и го правиме во овие години е само исклучиво за таа сцена. Значи, стејдж припаѓа во Македонската опера и балет и се надевам дека и во наредните години остануваме на истото место и позиција, најмногу поради младите, бидејќи младите се нашата иднина и публика. Ако ние уште од најмала возраст им ја дадеме најубавата сцена која што постои кај нас, тие се нашата иднина и негувачи на културата. Значи, мојата идеја од целиот овој настан може да инспирира било кое дете кое што ќе се појави на таа сцена или кое што ќе седи во публиката, да го инспирира и после неколку години ние да имаме одлични наследници кои што ќе создаваат идеални проекти или кои што ќе играат на таа сцена и да добиеме врвни имиња. Всушност, стејдж е платформа да ги оттргнеме младите од да кажам мрежното опкружување како што е интернетот, како што се некои нездрави навики, преку таа интеракција, 14 часовна интеракција, ти да задржиш деца во една сала 14 часа да уживаат, таму да јадат, таму да дури некои да си дремнат, да ги погледнат другите, да аплаудираат, навистина е најголемата награда и успех со кој што ние можеме да се закитиме како организатори. Бидејќи во денешницата гледаме дека младите секое време го гледаат да, ако може да избегнат некаква обврска, да седат на телефони и мислам дека преку ваквите настани е значено да им покажеме на децата дека и тие може да се креатори во нешто големо и значајно. Надпреварот кој што се случи во саботата е само една круна и завршница на еден процес кој што трае прилично долго време и за кој што треба да се вложи многу енергија. Кој е вредниот тим што го подготвува стејдж? Вредниот тим се моите драги деца и моите драги роднини и пријатели. Стејдж се состои од семејство. Многу сум горда што ова еве за прв пат и многу ми е драго што ми го постави ова прашање. Може и гледаат веќе гледачите насмевка на моето лице, но навистина кога треба да објаснам за нив, не знам како да го објаснам поинаку, да кажам едно големо семејство. Во став тимот на стејдж работат мои многу добри другарки, роднини, пријатели и моите деца од балетското студио Арт Балет, кои што низ годините заедно станавме врвни професионалци кои што сме репери пример на сите преостанати колеги кои што се занимаваат со истата дејност, да кажат дека ние навистина секоја од година на година беспрекорно ја завршуваме секоја работа и дека се прељубезни, дека се активни, дека ги бодрат децата и ми е драго затоа што токму истите тие луѓе цело време сведочат на сите мои успеси, знаат колку е тоа важно и мислам дека влогот нивен е токму поради тоа што се упатени и знаат колку труд се вложува во танцувањето, колку труд се вложува да се изработи еден костим, една кореографија, колку е значајно да добиеш аплауз. Значи, ние не добиваме пари, ние не добиваме букети цвеќиња секогаш. Меѓутоа, аплаузот од публиката е најубавиот момент кој што може да го живееме и тоа е нашата мотивација која што не води напред да бидеме уште покреативни, а посебно кога се работи за деца и кога треба ние да оставиме возрастните пример и репер како децата понатака да постапуваат. Верувам дека е голема радоста на самите деца кога ќе застанат на сцена, кога ќе ги слушнат тие аплаузи за кои што дисциплинирано и вредно танцуваат, одвојуваат дел од своето време. Тамара, за крај на разговорот би сакала една порака и една насока колку многу танцот може да го смени детскиот живот и да им даде на децата еден вистински смер и правилна насока.
Пораката е самиот стечај носи пораката да собереш толку многу држави на едно место кои што не го говорат истиот јазик е голема и значајна. Истите тие луѓе да се отидат од тука многу срекни дека ја разбрале пораката дека танцот е универзален јазик, танцот не обединува, танцот не разделува. Танцот не сплоти 14 часа да играме, да јадеме, да пееме, да се смееме, да аплаудираме заедно. Затоа на секој еден би му посакала од најмал па до најголем да танцува. Танцот носи среќа. Танцот не прави подобри луѓе, не може да не направи полоши. Не мотивирачки е затоа што нема граница да кажеш јас сум најдобар, јас ја освоив најдобрата награда. Не постои тука најголемата награда е аплаузот, а тој секој пат е се побурен. Значи сите ние се бориме за побурен аплауз и би му посакала на секој едно детенце, дали е момче или девојче, без разлика од која нација, вера припаѓа, да се приклучи во танцот, бидејќи за танцот не е потребно да познаваш јазик. Доволно е само да чувствуваш и да интерпретираш преку сопственото тело и емоции. Да ја раскажеш сопствената лична приказна, без разлика дали таа ќе биде среќна, тажна и мотивирачка или мокина порака, танцот умее да ги покаже сите емоции, танцот умее да ги покаже сите чувства, а публиката е тука за да го разбере сето тоа. И на секој едно детенце би му посакала да влезе, да биде вредно, да работи, да проба да си ги надмине сопствените можности, затоа што танцот е тоа. Кај нас нема најдобар сум, го достигна врвот. Секој ден се раѓаат нови уметници, нови кореографи, нови композитори кои што не мотивираат да си играме со нашата имагинација. Да сонуваме и да патуваме низ танцот. Одлична порака и прекрасна поента за крај на разговорот. Јас ки ти се заблагодарам за одвоеното време, уште еднаш упатувајќи искрени честитки за цел овој ентузијазам и труд што е вграден за сите овие 7 години во интернационалниот надпревар стејч и секако ќе му посакам и на арт балет уште многу години успешна работа и што многу генерации што ќе поминат низ вратите на ова студио. Благодарам многу, Ирена. Чест и задоволство беше да се споделат сите овие убави работи со публиката, да ни се случуваат културни настани, буквално да ни се градат нови театри, нови спортски сали, затоа што спортот и културата мислам дека треба да бидат највисоката гранка во секоја една држава. Мислам дека Македонија веќе е на добар пат, само ни треба поголема поддршка и разбирање од сите. Благодарам на Алфа телевизија, секогаш е чест и задоволство да се соработува со вас, бидејќи сте отворени за младите, за културата и за она што е најзначено. Апсолутно сме тука и во иднина да ги следиме сите вакви активности. Фала уште еднаш.